можеби треба да ја пуштиме заветна во Бифев Росина или пак во универзална за ДПМН да почнат повторно да гледаат на кај културата во Македонија. Рак рана на културниот живот во Скопје, нешто за кое што само музичарите во Скопје и општо во Македонија се имаат дрзнато да го коментираат, а искрена да видам го немам видено од политичките фигури, а тоа е МКЦ. И специфично ќе ја прокоментирам малце програмата, меѓутоа сакам и да отворам, нели да го актуализирам тој проблем, затоа што имам приметено дека многу умешно се одбегнува во овој совет. Растејќи во Скопје, јас мислам дека сите мои тинејџерски години ги остави во просториите на МКЦ. Дали тоа волонтирање на паратисима или одење на работилници за пишување поезија, првите мои концерти, првите мои свирки, првите мои изложби се случуваат токму во МКЦ. МКЦ не е само еден простор за издавање, само една културна институција. МКЦ креираше генерации на млади луѓе кои што беа креативни и кои што ја наоѓаа моќта во заедницата да прашуваат дали власта го прави тоа што треба да го прави, дали општеството ни се движи во добра насока и така натаму. Значи МКЦ, мислам дека сите скопјани можат да се согласат дека е една од најважните институции во овој град. Сите овие работи што ги набројав сега се занемарени затоа што МКЦ во моментов е сведено. Лани да имавме надпревар за млади турбофолкери кој што го организираше Аца Лукас и се случи во Бифев Росина во МКЦ. Повторно гледаме дека оваа институција е сега рак рана на културниот живот во Скопје. Нема никаква култура и ќе се извадат во каква состојба ја начекале институцијата и се е тоа во ред, меѓутоа јас очекував директорот Бени Шакири дека или ќе се појави тука да ни образложи неговата штура културна програма со само 11 точки, без никакво објаснување, ниту пак некаков буџетски нацрт колку пари ќе требаат за сите тие 11 гламурозни точки. Гледаме дека во оваа програма не се застапени многу од некои фестивали кои што ние добро ги памтиме, вклучувајќи го и Земјотрес фестивалот. Пред некое време Земјотрес излезе и кажа дека оваа година нема да се случи Земјотрес и во демантот МКЦ што го напиша точно видовме како моменталното раководство заслепено од градската власт го гледа МКЦ, а тоа е како само просторија за издавање. Така, значи и самите си се нарекоа себе си просторија за издавање на групи кои што сакаат да организираат фестивали или свирки. Па нормално дека ќе го гледаат така, нормално гледаме Кино Милениум дека не работи, а во програмата само пишува се чека реновирање на Кино Милениум, кој чека можда ќе дочека. Планетариумот не работи од септември минатата година, ниту пак има некакви планови да се отвори. Дополнително МКЦ ресторанот кој што носеше некаков профит не се изнајмува и воопшто не ни работи. Се работи со надворешни соработници, се трошат пари од буџетот на МКЦ наместо тоа да е инвестирано правилно. Често не им се исплаќаат парите кои што им се должат и сме сведени на момент младите музичари во Македонија, значи младите луѓе каде што лежи целиот креативен потенцијал, да треба да свират во приватни барови и ресторани, а иако дел од парите од нивните родители од даноци оди за финансирање на МКЦ. МКЦ ништо не им нуди на нив. И сега ќе кажете, можеби и директорот нема време да го прави сето ова, бидејќи се занимава со тоа што институцијата е доведена во минус, меѓутоа има пари да шернува објави од Орце Ѓорѓиевски преку официјалниот Facebook профил на МКЦ Скопје. Кога директорот виде колку негативни коментари има таа објава, ја избриша објавата, меѓутоа ни станува јасно дека единствена цел на тоа раководство е да се задржи топлата фотелја со тоа што ќе се улизува на ДПМН. Меѓутоа не сакам да ја сведам дискусијата само на кај директорот, туку само сакам да прашам дали МКЦ е младински културен центар или ново оделение за политички маркетинг на локалната и централната власт. Можеби треба да ја пуштиме заветна во Бифев Росина или пак во универзална за ДПМН да почнат повторно да гледаат на кај културата во Македонија.